Добре дојдовте на новото видео со вежби од ниво B1 на YouTube каналот Германски јазик онлайн. Во минатото видео вежбавме за пасивна состојба во сегашно време. Со ова видео или вториот дел продолжуваме со пасивна состојба во минато време. Ова видео е поврзано со истоименото предавање од B1 ниво предавањата за пасивна состојба, вториот дел. Сега можеме да започнеме. Цуштанц пасив знаете дека се дели на три типови и тоа на цуштанц пасив им презенс или во сегашно време, им Vergangenheit во минато време, овде спаѓаат во минато говорно, минато пишано и предминато време, и in Zukunft или во идно време, во кое ќе опфатиме за двата типови на идно време. Денес вежбаме за пасивна состојба во минато време. Zustands passiv in Vergangenheit. Пасивна состојба во минато време. Ова видео ќе биде поделено на три делови, за претеритум, за перфект и за плусквамперфект. Започнуваме со реченици кои се примери за минато пишано или за претеритум. Das Haus war seit Jahren nicht mehr bewohnt. Куќата веќе години не беше населена. Die Pläne für das neue Gebäude waren bereits genehmigt. Плановите за новата зграда веќе беа одобрени. Трет пример за претеритум. Die Straßen waren nach dem Unwetter gesperrt. Патиштата беа блокирани поради невремето. Одиме понатаму со други примери. Die Veranstaltung war lange geplant. Семинарот беше долго планиран. Das Gemälde war jahrelang im Museum ausgestellt. Уметничката слика била со години изложена во музејот. Als wir endlich ankamen, war die Tür bereits geöffnet. Кога ние конечно стигнавме, вратата веќе беше отворена. Третиот збор на германски треба да биде endlich, имаме погрешка, додадено уште една буква. Одиме понатаму со Als wir das Restaurant betraten, waren alle Tische bereits besetzt. Кога ние влеговме во ресторанот, веќе сите маси беа зафатени. Die Tische waren sorgfältig gedeckt und die Dekoration war liebevoll arrangiert. Масите беа внимателно покриени и украсите беа со љубов уредени. Уште еден пример, die Blumen waren frisch geschnitten. Цвеќињата беа свежо исечени. Одиме понатаму, die Straße war frisch asphaltiert, bevor der Regen einsetzte. Улицата беше свежо асфалтирана пред да започне дождот. Das Haus war bereits verkauft, als wir es besichtigt haben. Куќата веќе беше продадена кога ние ја имавме посетено. Die Regeln waren sorgfältig erklärt, bevor das Spiel begann. Правилата беа внимателно објаснети пред играта да започне. Уште некои примери. Die Rechnung war beglichen, als das Paket ankam. Сметката беше подмирена кога пакетот пристигна. Das Geheimnis war lange Zeit gut gehütet, bis es schließlich gelüftet wurde. Тајната беше долго време добро чувана, додека конечно не се откри. Die Aufgabe war bereits erledigt.
Als ich ins Krankenhaus kam. Глаголот е erledigt. Со е буквата, не со и како што имаме погрешка напишано. Задачата беше веќе завршена кога јас дојдов во болница. Тоа беше за Zustands пасив во претеритум. Сега продолжуваме со вториот дел, односно за перфект или минато говорно време. За правилата како се формира пасивна состојба во овие времиња ќе гледате во предавањето, а во ова видео само правиме вежби. Der Film ist als Meisterwerk gefeiert gewesen, nachdem in Millionen gesehen. Филмот беше прославен како ремек дело, откако го гледаа милиони. Втора реченица, die große Fenster im Wohnzimmer ist den ganzen Sommer geöffnet gewesen. Големиот прозорец во дневната соба цело лето бил отворен. Die Tür des alten Hauses ist immer abgeschlossen gewesen. Вратата од старата куќа секогаш била заклучена. Одиме понатаму со други примери. Die Hausaufgaben in Mathematik sind bereits vor den Ferien gemacht gewesen. Домашната задача по математика е веќе направена пред празниците. Die wichtige Brief an die Firma ist rechtzeitig geschrieben gewesen. Важното писмо до компанијата беше навремено напишано. Der Tisch im Esszimmer ist für das Abendessen gedeckt gewesen. Масата во трпезаријата беше поставена за вечерата. Die neue Ausstellung im Museum ist gezeigt gewesen. Новата изложба во музејот беше прикажана. Das Haus ist renoviert gewesen, bevor die neuen Mieter eingezogen sind. Куќата беше реновирана пред новите станари да се вселат. Ein interessantes Buch über die Geschichte der Astronomie ist gelesen gewesen. Една интересна книга за историјата на астрономијата беше прочитана. Unser Garten ist jetzt im Frühling in den schönsten Farben geblüht gewesen. Нашата градина е сега во пролет во најубавите бои процветана. Der Vertrag ist von beiden Parteien unterzeichnet gewesen. Договорот беше од двете страни потпишан. Die Präsentation ist vorbereitet gewesen, sodass alles reibungslos verlief. Презентацијата беше подготвена така што се помина без проблем. Уште некои примери. Die E-Mail ist bereits verschickt gewesen, als der Chef nach dem Status fragte. Маилот веќе беше пуштен кога шефот прашал за статусот. Die Kleidung ist gewaschen und gebügelt gewesen, bevor die Reise begann. Облеката беше испрана и испеглана пред патувањето да започне. Das Auto ist vollgetankt gewesen, bevor die Fahrt losging. Автомобилот бил наполнет со гориво пред патувањето да тргне. И третиот дел и последен за овие вежби, за пасивна состојба во минато време, ние за плусквамперфект или предминато време. Можеме да започнеме. Die Tickets waren ausverkauft gewesen, bevor wir ankamen. Билетите беа распродадени пред ние да пристигнеме.
Втор пример, das Auto war bereits repariert gewesen, bevor wir es abholen konnten. Автомобилот беше веќе поправен пред ние да можеме да го земеме. Der Brief war schon verschickt gewesen, als der Fehler entdeckt wurde. Писмото веќе беше испратено кога грешката се откри. Die Tür war zu einem früheren Zeitpunkt abgeschlossen gewesen. Вратата беше претходно заклучена. Das Haus war frisch gestrichen gewesen, bevor die neuen Mieter einzogen. Куќата беше свежо обоена пред новите станари да се вселат. Die Prüfung, die sie absolvieren mussten, war bereits bestanden gewesen. Тестот кој тие требаше да го завршат беше веќе положен. Das Haus, das sie gekauft hatten, war vollständig renoviert gewesen. Куќата кој тие ја имаа купено беше целосно реновирана. Die Kuchen ihres Freundes war bereits gebacken gewesen. Тортата за нејзиното момче веќе беше испечена. Die Blumen, die sie im Garten gepflanzt hatten, waren gegossen gewesen. Цвеќињата кои тие во градината ги засадија беа наводнети. Der Film, den sie sich ansehen wollten, war bereits gesehen gewesen. Филмот кој тие сакаа да го гледаат, веќе беше изгледан. Das Spiel gegen ihre Rivalen war bereits gewonnen gewesen. Надпреварот против нивните ривали веќе беше победен. Die Gäste waren bereits begrüßt gewesen, als ich ankam. Гостите веќе беа пречекани кога јас пристигнав. Die Reparaturen waren abgeschlossen gewesen, bevor der Sturm kam. Поправките беа завршени пред да дојде невремето. Die Entscheidung war getroffen gewesen, bevor die Diskussion begann. Одлуката беше донесена пред дискусијата да започне. И уште една реченица. Die Aufgaben waren bereits erledigt gewesen, sodass sie sich entspannen konnten. Задачите беа веќе завршени за тие да можат да се релаксираат. Тоа беше се за денешните примери, сега ќе направиме мала вежба и завршуваме со ова видео. Имаме 4 реченици во првата реченица. Имаме Zustands пасив во сегашно време. Потребно е истата реченица да ја претворите во Zustands пасив, во претеритум, во перфект и плусквамперфект. Имате неколку секунди, а потоа ќе ги решиме заедно. Дали сте готови? Во презенс реченицата веќе ни е напишана. Die Tickets sind schon gekauft. Влезниците се веќе купувани. Во претеритум истата реченица би била Die Tickets waren schon gekauft. Влезниците веќе беа купувани. Во перфект Die Tickets sind schon gekauft gewesen. Влезниците беа веќе купувани. И како плусквамперфект имаме мала разлика од перфект.
Die Tickets waren schon gekauft gewesen. Влезниците беа веќе купени. Тоа беше се за денешното видео, се надеваме дека ви се допадна. Ако е така, кликнете лайк. Не заборавајте да не следите на Instagram и на Facebook. Се гледаме во следното видео, кој ќе биде за Цуштанц пасив во идно време.